Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Председателот Барак Обама вели дека презема целата одговорност за затворање на отворот од каде се излева нафтата и за незиното чистење од заливот. Тој денес заминува за Луизијана, каде ќе ја процени операцијата што ја презеде BP. Во продолжение деталите. Председателот Обама се очекува попладнево во Луизијана да биде брифиран од адмиралот на американската крајбрежна гарда Тад Ален, пошто ќе се обрати на медиумите. BP во петокот објави дека продолжува со процедурата позната како топ кил преку бризгување на густи течности во изворот за да се пренасочи текот на нафтата што се излева, пошто ќе се употреби цемент за затворање на отворот. Според BP, потребни се 48 часа пред компанијата да потврди дали процедурата е успешна, дури потоа ќе биде употребен цементот. А од другите вести, американските конзументи во април најмалку потрошиле споредено со последните 7 месеци. Петочниот извештај од одделот за трговија покажува дека потрошувачката немала пораст, иако личните приходи се благо зголемени. Официјални лица соопштија и дека американската економија пораснала побавно отколку што се очекувало во првите месеци од 2010-та. И од NBA плейофот Рон Артес го постигна победоносниот кош во последните секунди од истекувањето на регуларниот тек на надпреварот за победата на Лос Анџелес Лейкерс од 130-101 врз Феникс Санс во нивната меѓусебна серија од финалето во западната конференција. И сега водат со 3:2 во серијата најдобар од 7 надпревари. Најпрецизни беа Коби Брајант со 30 и Стив Неш со 29 поени. Следниот меч се игра во Феникс во сабота, а вечерва Бостон со победа на домашен терен над Орландо може да се пласира во финалето. Националната администрација за океани и атмосфера прогнозираше рекордна сезона на урагани оваа година во заливот на Мексико и на Атлантското крајбрежје. Сезоната започнува на 1 јуни и ураганите може да минат преку заливот и излеаната нафта, што може да заврши на брегот. Постојат услови за рекордна сезона на урагани во Мексиканскиот залив и Атлантското крајбрежје на САД. Првиот човек на Националната администрација за океани и атмосфера, Джейн Лупченко, на пресконференција во Вашингтон резимираше дека нараснатата океанска температура и други фактори ќе резултираат во мощна активна сезона на урагани, можеби најактивна досега. 14 to 23 named storms 14 до 23 невремења со ветришта од 74 мили на час и повеќе, а 3 до 7 од нив може да станат големи урагани од категориите 3, 4 или 5. Ураганите може да минат над нафтената дамка во Мексиканскиот залив. Експертите предвидуваат различни сценарија, меѓу кои и можното ширење на нафтата врз поширока област и мешање со водата. It is possible that some of the oil that is at the surface Можно е дел од нафтата, што е сега на површината, да биде транспортирана преку невремето врз крајбрежната област, до висина на самото невреме. Лупченко кажи дека малата количина на нафта што беше понесена од струјата во заливот и започна да се движи кон Флорида, сега излегла од струјата, но дека наскоро повторно би можела да биде зафатена од неа, што посекако ќе ги промени прогнозите, што се може да донесе комбинацијата излеана нафта-ураган. Рима Факих победи на надпреварот за најубава жена во Соединетите Американски држави. Родом од Либан, таа е првата арапска американка и муслиманка што ја добила круната и вели дека има голема поддршка од Деарборн, град во Мичиган што го смета за свој дом. Но додека поддржувачите се среќни за незиниот успех, некои изразија загриженост заради провокативните слики што се појавија по победата, кои според нив се во судир со конзервативните вредности на муслиманската вера. Во интервју за Гласот на Америка, Рима Факих зборува за ова. За Деарборн, каде што пораснала, убавицата на САД, Рима Факих вели: Ако го напуштите Либан и се преселите во Деарборн, тоа е како да сте се уште таму. Во Деарборн е најголемата концентрација на арапски американци во САД. Луѓето беа многу скептични дека арапска американка или муслиманска американка може да стигне до таму. Имад Хамад е регионален директор на Американско-арапската комисија против дискриминација. Тој е еден од нејзините најголеми поддржувачи во Деарборн.
Телефонот во неговата канцеларија постојано звони, вели тој. Сите сакаат да знаат како гледа на победата на Факих. Тој се гордее, им вели, зашто е доказ за американизмот на заедницата имигранти. Но некои муслимани покренаа прашање за верата на Факих. Незиното семејство е шиитско и критиката вели дека тие не ги представуваат вредностите на муслиманската вера, зашто, например, носела костум за капење на изборот за мис. Фотографиите објавени по настанот, а направени пред да биде избрана, на кој таа провокативна игра, исто така покренале загриженост. Не знам зошто воопшто се зборува за неа како модел за муслиманите. Тоа не е. Осама Сиблани, издавач на арапско-американски неделник, сепак додава дека не е фер од незината вера да се прави проблем, зашто се работи за избор на мис, зашто религијата или етничката припадност не се критериум. Еве што кажа Факих за гласот на Америка по сева ова. Моето семејство е муслиманско, родена сум муслиманка, но имате и членови кои се католици и од друга вера. Татко ми не одгледа на либерален начин. Нас не дефинира религијата. Се сметаме за муслимани кои се либерални и има многу други како нас. Имад Хамад вели дека дури и конзервативните муслимани треба да се гордеат со незиниот успех, особено под трагедијата од 11 септември. Факих вели дека сакала да помогне да се промени имиджот на арапските американци. Оваа земја е изградена на можности и слобода и ние сме еднакви без оглед на тоа кој сме. Таа кажа, без оглед каде патот ќе ја одведе, ќе остане верна на корените на земјата, што сега ја смета за своја. А патот сигурно ќе одведе во Лас Вегас, каде во август ќе се одржи мис на универзумот. А вие останете со нас, веднаш ќе ви кажеме што подготвуваме за следната емисија. Во понеделник во Newsflash, американска организација им помага на девојчиња во градењето самодоверба. Девојчиње на трчање, вклучува трчање, но и локални проекти. Гледајте во понеделник во Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатен викенд.